Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек. Ви го правам воведов од невообичаена позиција, од невообичаено место. Вечерва ве поканувам да погледнете нешто што мислам дека ретко кој го памети од Јади Бурек. Се работи за една топла, искрена и човечка приказна, без многу емоционални турмоил или не знам, потресувања или тешка драма или трагедии или спектакуларни хепи енди, холивудски, филмски или оние да речам што документарците сакаат да го направат. Баш вообичаена приказна која има неколку моменти што ја прави телевизична и што ја направи интересна и за Јади Бурек. Ова е приказна за љубовта. Инаку емисии за љубов нема. Се она што го гледаме по другите медиуми и кога ќе речат љубов, тоа е фол некаков, како да се оправдаат себе си за ете колку сме ние продуховени и високо естетизирани. Не, медиумите не говорат за љубов. Дури ни ја не говорам за љубов, но збориме за релација што тој збор се однесува еден спрема друг. Од абстрактново да идам на конкретно. Пред 5 години, ако не и повеќе, ми се појави на радар една песна под наслов Скопје. Ја гледам песнава Скопје, гледам пејачот потполно непознат. Вил Нелеманс. Го пуштам спотот и почнува турмоил. Тоа се оние години, знаеш, на високооктански релации помеѓу Македонија и Грција, и името даваме, не даваме, предаваме, да се спомне Македонија било кој контекст надвор од овие граници, беше навистина никогаш не остануваше без реакции. Така беше и со оваа песна и господинот Вил Нелеманс стапи во контакт со мене или јас со него, не можам да се сетам сега, баш најточно, да ја дообјасниме приказната, затоа што реакции немаше само кај мене како медиум, имаше и нему му реагира на оваа негова песна и зошто еден холандјанец прави песна за Скопје. Приказната е многу едноставна, многу човечка и во овие 25 минути ќе ја слушнете. Нема некакви емоции кои ќе ве натераат да плачете или возвишено да созарцувате, ништо од тоа, но ете како животот и обичните релации произведуваат и тежнеат да станат уметност. Во било кое ниво, на било која естетика. Вил Нелеманс е токму тоа. Вил Нелеманс го немам ни слушнато ни видено со години, од тогаш, пардон. Може би време е да стапам во контакт, колку што гледам нема богата кариера. Он е кант автор, има пар песни направено, има неколку настапи во живо и тие ќе ги проследиме. Ниту е некој си извореден, да речам, некаков талент, но е еден искрен човек со кого можете лесно да се идентификувате. Значи не е суперхерој, како човекот со сеството, кој работите си ги прави од некаков натрешен порив, а ја секогаш низ тоа гледам низ призма на љубовта. Бидејќи таков порив само љубовта може да ти направи. Океј, да, во приказната за ова, за спотот Скопје, за музиката на Вил Нелеманс, зошто и ние се вклучуваме и зошто он Скопје прави песна за Скопје и снима спот за Скопје, е поради една македонка. Па попрекрасно и не може да биде. Значи, повелете, изгледајте вака, а потоа ќе ви најавам за следниот дел од емисијата Јади Бурек.
Bez tebe nema den I svetlina nema osamen Bez tebe nema noć I bura se sprema Kade si ti Sakam da znam Vrati se ti, kaži mi ti Zašto si otide Za tebe znam, imavme se Bez tebe teško je Nema ni den da pomine Da ne mislim na tebe Vrati se ti, kaži mi se Zašto si otide Kraj mene Do mene te baram Kako ti Da mi zborovaš No ti ne si tuka Prazno je se Laži me Vrati se ti, kaži mi ti Zašto si otide Za tebe znam, imavme se Bez tebe teško je Nema ni den da pomine Da ne mislim na tebe Vrati se ti, kaži mi se Zašto si otide Ko molam nebo to Da budeme zajedno I nemoj da zaboraviš Ti moja ostani Кога ме гледате овде ка седам, значи дека спроти мене имам гостин. Ненајавено, но сосема кратко интервју ќе бидеме, бидејќи мене ми изгоре љубопитноста. Ако се сеќавате, во петокот ви пуштив една многу убава песна од еден човек кој испеа за Македонија. Ви го видовме тогаш, представивме и само базични податоци дека човекот е од Холандија и се вика Вил Нелеманс. Ја го покани вечерва во студиото пар зборови да размениме со него околу таа песна и нешто околу него, бидејќи искрено мене ме фасцинираше. Бидејќи Вил Нелеманс не знае македонски, ние ќе разговараме на англиски, бидејќи ќе разговараме прилично базичен англиски, мислам дека повеќето од вас ќе разберат, а ја ќе се потрудам барем рамковно, онака описно да ви кажам за што тој говори.
Good evening, Mr. Nelemans. Welcome to our show. Good evening. It's a great honor to have you here, and I must say it's very rare to find somebody from outside, from the other country, to sing a song about some other country. Yeah. And it was fascinating. I played your song here and it was very fascinating. Znači mu kažem дека се многу е ретко неко странство да отпее песна за Македонија и сега ќе го прашам од каде му таква идеја. Where came the idea? Why did you do it? Why did I do it? Well, because I think it was last year in February when I went to Macedonia on a holiday. Минатиот февруари бевте во Македонија тука, добро? And by coincidence I met a very nice woman here, Macedonian. Овде запознавте некоја интересна жена во Македонија? Yeah. Добро? And she turned out to live in Skopje here in the capital. Да, таа е од Скопје тука. Добро? Yeah. And so we got acquainted and actually we fell in love. So И се заљубивте. yeah. Прекрасно, beautiful. Yeah. So later I went back to Belgium because I live in Belgium. I'm Dutch from origin. Вие сте холандјанин, значи, но живеете во Белгија. Yeah. Yeah. И се вративте назад, значи ја запознавте вашата љубов овде и се вративте назад во Белгија. And after the Belgium? After Belgium? You went back to Belgium. Yeah, okay? I went back to Belgium, and so in May later I came back to Во мај се Skopje. вративте тука во Скопје, добро? Yeah, and we went to Greece. We had a nice time, but I also Така, бевте во Грција, си поминувавте заедно Yeah. времето, okay? and I made some very nice walks here in the city. Walks. Yeah, What do you mean by walks? A nice walking. Често пати го шетавте Yeah, градов. yeah. You walk through the city. Yeah, And you like it. And I started from Шетавте, the почнувавте river, the Vardar River, од кај Вардар and I went from the Vardar up to the center of the до city. центарот на градот. And I met all kinds of images. I saw the castle, the Calais, on the left, го видов on the Калето. on the left Добро. bank of the river. Така, на And левата страна. then I proceeded into the center, and Дојдов до I went центарот. down. I saw this Macedonian flag, big flag, Го видов големото убаво знаме на Македонија. and later I crossed the stone bridge, and I came into that big bazaar, I think it's called. Така, преку камениот мост дојдов на Yeah. Бит пазар. And all kinds of things, and it was a very nice atmosphere for me. Убава атмосфера, вика тоа Yeah. беше за мене. And I got inspired И најверојатно сум бил to write a инспириран. song about it, because when I got back in Belgium, Да, и кога се вративте во Белгија, I started writing this song, and почнавте да пишувате оваа песна. later my girlfriend came to Belgium, and I played the song. She listened to it, and Да. she said, "Oh, that could be very nice." И So- неговата љубов, your love, came to Belgium, Yeah. listened to the song, ја Yeah. слушнала песната Yeah. и се одушевила и дала одобрение. Yeah. And she approved. Yeah. Excellent, excellent. And of course, the main thing is about the capital of Skopje, because Песната е наменета за главниот град Yeah. Скопје. because in the beginning, I only saw some parts of the city, of course. But later, when we went to Greece, I also saw the nice fields, the vineyards, and Така, I кога immediately, патувавме кон Грција ги видов виноградите, убави Yeah. пейзажи. and I immediately fell in love with all kinds of things. I don't know how, but Oh, this is a second fell in love. First time in February and first later with the in, woman and then with the country. with the country. Значи, првин се заљубил во Yeah. Македонка, а потоа се заљубил и во Yeah, земјата. 2 times in love. 2 times in love. Excellent. Yeah. That's a very rare. It's a very rare for men to fall Yeah. more than once in a life. Yeah, but what I noticed is that in Holland, when I speak with people Кога разговарам со about луѓето за Macedonia, Македонија, some people they don't even know what I'm talking about некои because немаат they ни don't појма know за што зборам, Macedonia, бидејќи неа ни знаат, and the ones who know, а оние што ја знаат, they only talk about the Lake of Ohrid. а они зборат само за Охридското езеро. Yeah, but- You understand that it is a tradition for Dutch people to go to the Ohrid Lake. I know, but there are many other things in the country
country. So that's what I Значи не е само wanted to write about. И сакав да пишувам за тоа. And that's why we decided to make a video together with a song, Така е. so people could also Значи, have a одлично nice направили view of видео. the city and other И things. And со слики и делови од градот, од она Ja. што го инспирирало. Peter John Bose was yeah, he made that video for he me. made that video. Because He also we- big friend of Macedonia. He's from Holland and lives Yeah, here. but he has lived here for a very long time, Да, тој and he живее speaks the тука language. и го знае јазикот. Ja. Did he help you Yeah, here? yeah, he helped Дали me. ви помогна? We went ви the whole day помогна? for shooting, and Так. he took us everywhere in the city, and Ме шеташе секаде even up низ градот и снимавме. Vodno, huh? Дури и на водно се качиме. Добро. in the lift. ski Со жичарата, да. Yeah, Okay. I have a couple of questions. Yeah. First of all, имам неколку прашања кои сакам да ги поставам. Првото е кој и што е, бидејќи прв пат го сретнуваме за музика. Who are you, Mr. Will Nelemans? This is your first song, or what are you doing? in life? No. I used to work as a quality manager for a big logistic French company. Сум работел како менаџер за контрола на квалитет за голема француска компанија. Yeah, and I decided to quit the job. И одлучив да you quit the job. This is a blasphemy to say in Macedonia. Не е важно, не морам да ви преведам. Одлучил да даде отказ од таа работа, негова одлука бил, ваша одлука беше, така? Да дадете отказ. Because I worked there for 26 years, you know. 26 години минавте на таа работа. But I decided to quit the job and to concentrate myself more on my music. И сакавте повеќе да се посветите на музиката. Yeah, and when I was young, I did a lot of music, but then I started a family, I got kids, and но понатаму после little time, you know, to малце spend. време ми остана, фамилија, работа и така натаму ми остана за создавање музика. In 2007, I restarted. Во 2007 повторно почнав да работам. I entered a singer-songwriter competition. Влегов во надпревар за текстописци, кантавтори. Yeah. And I won the second prize. And Освоив втора награда. Where? That was in Lieshout in the south of Holland, in Brabant. Hollandia, Brabant, yes. Brabant. Brabant. You know that? Yes, of course. Okay. I'm just kidding. I'm sorry. Is that the same that I ask you? You know Village Kozle? No, but I wrote songs in colloquial Dutch, so in a dialect of the south of Holland. Компониравте на диалект холандски и тоа е посебно. It was a traditional, something on traditional music? Yeah, it's a bit traditional. It's a bit traditional. And I made 2 albums. Веќе имате 2 албума. Yeah. Одлично. With 10 songs per album, and they did very well, and I did many performances also on festivals, and was very, very nice. And I must say that also now I entered a new song, also in Brabants, and I was nominated to sing it on the 21st of April. And yeah, of course, I hope I will win, but you'll never know. Повторно е на тој надпревар, на тој така наречен, what was the name of the dialect? Brabants. Brabants dialect. Yeah. It's a specific dialect for the Dutch. Yeah. Okay. Значи тоа е некој специфичен диалект на холандскиот јазик и на тој надпревар повторно ќе се појави на 21st of April. Yes? 21st of April in a theater in Brabant. Да, we have to play. Настапи повторно и се надева дека ќе победи. But that's just one of my projects because тоа е еден од моите проекти. Yeah, sorry, I'm interrupting you. No, you have to translate. Sorry. I translate simultaneously. Okay, keep talking, please. But maybe I talk too fast. So. No, you're just fine. Okay, and my second project is a new album with English songs. Неговиот следен проект е со англиски песни. And one of the songs is this song about Skopje. It will be on that. Песни ќе биде оваа песна за Скопје. On that album, yeah. На тој албум ќе се најде. When did you plan to release this album? Кога ќе го издадете? Во април. Yeah. In April. Excellent. And I put the songs on an American website. It's called Reverb Nation. And I'm really going up very fast now because of that song about Skopje. Really? Yeah. Значи ја ставил песнава на некој си американски веб-сайт. Yeah.
I hope so. You will give me the address to find that song yeah. and to call all the Macedonian to vote for you. Yeah, many Is Americans, it possible? many Americans also have reacted already to that song. Много американци вика веќе реагира на оваа песна positively, I hope so. Positively. Да, Not only Macedonians who live in the States, but also туку и американците сами Americans, yeah. позитивни реакции. Yeah. Excellent, excellent. Yeah. You will be gonna be a big star. You are young. And I must say that Морам да кажам дека I have many listeners in Israel. Многу имам слушатели во Израел. 64% of the listeners is from Israel. How so there is a connection between Macedonia, Dutch, United States And Israel. Yeah. Excellent. Multi-global cooperation music project. Yeah. Excellent, excellent. But what I also think is that, yeah, the country should be more promoted and Мислам дека оваа земја би требало уште because повеќе да се промовира. it's a very lovely country. You Многу убава земја. have many things like Имате прекрасни nice работи, products како like што се nice продуктите. rice, wine, Оризот, water. виното, водата. Yeah, thermal else? baths, very nice бањите. green markets with nice fruit and vegetables and lakes, tomatoes, mountains, tomatoes. skiing. What else? I mean, Did you try our tomatoes? no, the mandarinas. You're a funny guy. You're ready to become a star. Not only in Macedonia. I like you very much. You have quite a nice star. I hope so. But you understand that our society is deeply political in this period. So your song became a talk that you're a government guy, that you do this song on purpose to promote the government projects and etc. etc. Yeah. Кажав дека коментарите, бидејќи имаше коментари за неговата песна, дека можете да разберете и самите од кого, дека неговата песна ја направил намерно за корист во корист на владеачката партија и на власта, за да ги промовира низините проекти, бидејќи кога ги видео како нели на спотот ги прикажува оние убави места од Скопје кои него го фасцинирале, во ова време кога навистина сме политички длабоко заглавени и поделени, стигнаа некои критики, па и самиот Вил Нелеман сакаше да се објасни. So you wanted to explain yourself also that there is nothing political in this project. No, because I saw a few remarks, song written by Nikola Gruevski or supported by the party. I know PM. You don't even know the No, guy. no, I don't. Yeah, well, yeah, I see him on television, of course. But no, the song was born from the love I developed for the area and for the country, and I also think this is a way to show, because it's in English, to show the whole world something about Skopje, Macedonia, and to explain it in a song. That's a bit the way I would like to do. I would like to express that it has more, the country. It's not only the Lake Ohrid, but many more things, the people, everything, the atmosphere. Човекот, ова е просто неверојатно, луѓе што го слушам, јас са оние што разбираат англиски, веќе ви кажам, it's incredible, it's unbelievable. Дека некој се во ова, он си почувствувал потреба да ја промовира нашата земја во најубаво светло во светот. Он смета дека малку луѓе знаат и малку работи знаат за Македонија и он сака, што ви кажат србите, ничим изазван тоа да го направи. Or maybe there is a love, also love. There is a deep love behind all this. Of course, the love for your woman and love for this country. Yeah, it's a combination. Beautiful combination. Yeah. We are very happy. We are very grateful. But most of the people like the song. Most of the people. It's not my type of the music. Also, but it's honest. But I cannot respect that. It's just a song that came right from my heart, so that's the only thing I can say. Nothing political about it. Yes. Nothing. Excellent. Yeah. Excellent. And I also would like to add one thing. Нема ништо значи во политичко во таа. That's very important to say because I know two Dutch guys Знам двајца холанѓани who took the initiative to make a travel guide in Dutch.
and that's the first travel guide in Dutch. So To write, for the tourists. da napišat turistički vodič. Yeah. Da? And that's the first in Dutch. I Because prv it na didn't holandski exist. for Macedonia. Yeah. Znači da napravat turistički vodič za Makedonija. Yeah. Excellent. And the tourist guide is made by, it's an initiative of Peter John Bosse and Rien Kamer. He's a journalist for a very Rink well Gama known. i Peter John Bosse Ja. su inicijatorite na ovaj turistički Ja. vodič koji And they said, well, that's a nice initiative. Maybe we To je can also ljubava put inicijativa. your song with the video može on the website of. i i vašата pesma da bide stavena na web sajtot zajedno sa promocijata na ovaj turistički vodič. But I think I'm very glad with that initiative because before I Mnogo mi je came, drago za ta inicijativa. before I came to Macedonia in February last year, Lani u I looked februari. everywhere in Holland. You Sve know, kada je barem u Holandija, and nema only ništa. one travel There is guide in nothing. English. There is, it's, you think that is important for the tourists to have a Dutch people, if they go to a country, they Znači, first go to Holanđani buy a travel guide with treba lots of illustrations, vodič. nice pictures, not Znači, only text. excellent. And- This is a good point Yeah. for the society because if we want to make a tourism Yeah, and to call people from outside to visit us, we need tourist guide. yeah. Znači, ovo Very što good for tourists. of course. To attract also Belgian tourists in the north. They also speak Dutch, so Yes. they also can read the travel guide. So Belgians very nice. are But also- that's what I would like to add. Belgians are also very good friends, and I have a lot of friends from Belgium, big friends of Macedonia. I can also say, like, They also have footballers from Macedonia, I heard, in Belgium. thank you very much. Football Thank you very players. much. I hope so. You will hate us one day because of the football, you Dutch people. I hope so that day will come. You did well against Denmark, so Yes, you never yes, know. Yes. I hope so. One day we will do the same for the Holland. Yeah. Ok, znači i poentata znači što je razgovarав me malko, ja se izvinom, ne možem bukvalno da vi prevedom i bi bilo suvoparno, no suštinata je deka čovjekov ni ukažува deka ete, toj turistički vodič je jedan od ključните raboti koji treba da im pomogne na turistite od Holandija za da dojdat ovde. Deka takov treba i vo Belgija i vo što. Ovo je na nekoj način i dobra poraka što nam ni fali za da gi pokanime ľudjeto da dojdat. I completely agree. But of course. So That's tell the only me, thing I can say. why are you doing all this? What is your motive? What is my motive? Yes, I already told you, I think. yes. I would just want to hear it again and again because it's so beautiful. Because I think Macedonia is a bit, for us, for Dutch people, Belgian people, Za it's a Holanđane, bit a hidden country. Ovo je skrijena Apart zemlja. from Ohrid, of course, because many Dutch people know Svi this. znajeme Ohrid, no ostatak od zemljata. Yeah, but The other rest parts, of other parts. they still need to be Ostatak od explored by these tourists because And they you don't think know that- maybe. And you think you like those parts, you like those things, Yeah. what you see maybe on the east of Macedonia, like Strumica, Dojran Lake, Yeah. like Kruševo, Berovo, Berovo. You've been in Mavrovo, Berovo. yeah, very nice area. You like it? Yeah. Excellent, Yeah. excellent. Yeah, so I never been to Ohrid. The others have. Really? You never been to Ohrid? I still have to The go. only Dutchman that never been in Ohrid. Oh, so terrible. Ja im se izvinuo, Mr. Nelmans, I'm sorry for my broken English. Ja bi se izvinuo zaradi mojeg loš No, angleski. it was very nice. Compliment. Thank you very much. The most important thing is that we understand each other. Sure. No nevažno je da se razbravme, a i vi je razbravte. Gospodine Nelemans, se nadavam, vi blagodaram što dojdovte ovde, kaj se nadavam povtorno kad se vidime sa vaši odav. Mr. Nelemans, thank you very much for coming into our show Yeah. to say those beautiful words Yeah. to Macedonian people. I would like to thank you for giving me the opportunity to explain it a bit. So I'm very grateful for that. I'm proud to present your song. I was one of the first in the media, Yeah. and I'm very proud of that. Okay. So I hope so that we will see you soon with the new album and maybe news that you
win the first prize in the competition. Let's hope. Okay. Thank you very much. Okay. Драги You're мои, welcome. драги мои пријатели, почитувани гледачи, уште еднаш за оние кои не знаат што јас тоа пуштив и која е таа песна која предизвика толку големо медиумско внимание, уште еднаш песната на Вил Нелеманс за Македонија. После тоа ќе одиме со блок реклами. Океј, драги мои, бидејќи ни заглави песната Среде вртење, остануваме должни да ја видите барем во целост. Па почнавме со музика. Да го видиме целиот спот за кој предизвика толку внимание. And on the left bank of the Vardar River, castle was up in the sky. As I proceed, I see big statues approach the center of the town. The flying colors right in front of me. There are some steps leading me down. I hear the da-da-da-da-da-da. I hear this da-da the whole day. It means as much as saying yes to someone in a Macedonian way. Macedonia, pure and true. Pure and true. Macedonia, we love you. We love you. Macedonia, pure and true. Pure and true. Macedonia, we love you. I walk the road over the stone bridge, and I cannot believe my eyes. It feels as if I'm in a different place. The scene, it took me by surprise. I pay a visit to the canyon, enjoy the Matka morning view. It's early spring and lots of leaves are shining as they carry drops of dew. I hear the da-da-da-da-da-da. I hear this da-da the whole day. It means as much as saying yes to someone in a Macedonian way. It all feels gentle, nice and cozy. It seems that love is in the air. All lively people frolicking around. It's like a merry fancy fair. Children exploring all the playgrounds. The sun has chased the clouds away. Prompts are replaced by smiley faces at the start of a new day. Macedonia, pure and true. Pure and true. Macedonia, we love you. We love you. Macedonia, pure and true. Pure and true. Macedonia, we love you. Macedonia, we love you. We love you. Океј. Ете, ја слушнавме во целост оваа песна, која за нејзиниот автор апсолутно ни кажа дека ништо нема никаква политичка заднина, едноставно неговата фасцинација со земјата и со градот. Ти има потполно право на тоа. Je bent het niet gewend om uw emoties te tonen, want dan ben je immers geen echte vent. We zijn de mannen, de bikkels,
hard als gewapend beton. We komen recht uit een tijd van de hamers en zekels. Laat het gevuur, laat het maar komen. Laat uw emoties, laat ze maar gaan. En laat uw tranen rijkelijk stromen. Het is de manier om uw eigen door de hinnen te slaan. Heel veel van thuis meegekregen, het leven van een Spartaan. De wereld die is zo hard, dan kun je er veel beter tegen. Ik heb ons pa nooit zien jagen, dat deed hij immers toch niet. Hij stopte al zijn ellende onder stoelen en banken. Laat het gevuur, laat het maar komen. Laat uw emoties, laat ze maar gaan. En laat uw tranen rijkelijk stromen. Het is de manier om uw eigen door de hinnen te slaan. Je wordt versleten als mietje, als je niet hard genoeg bent. Ze naaien nu waar je bij staat en ook niet zo'n heel klein beetje. Werken een paar waar gestorven, daar kwam hij niet overheen. Soms stond hij zomaar te blaren, ze pakten een wijzen lurven. Oh, laat het gevuur, laat het maar komen. Laat uw emoties, laat ze maar gaan. En laat uw tranen rijkelijk stromen. Het is de manier om uw eigen door de hinnen te slaan. Het is de manier om uw eigen door de hinnen te slaan. Para pa pa para pa pa. 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 Ik dacht, ja, stel dat het op een dag mooi weer is en je doet die gordijnen open en de zon komt naar binnen toe en je hebt dan toevallig een tuin achter je huis. Dan loop je die tuin in en dan hoor je vogels fluiten. Maar ik denk dat dat iets te simpel gedacht is voor mij. Maar er zit wel iets in het hele verhaal, denk ik. Gets too oppressive. My mind is far from sane. I'm deep down, low in spirits. There is nothing left to gain. I need to stir my body
sunlit garden makes my heart beat more and more. I scent the fragrance of flowers, I sense the birds up in the sky. I search for explanation. Something trying to tell me why life on earth is worth a try. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, ќе читам. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковината. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Телевизија Сонце. Единствена,
Македонска национална телевизија за заштита на македонските национални и стратешки интереси. Има ли некој што не го знае Горан Стефановски? Британците го имаат Шекспир. Ние нека би простат сите класици, нека би простат сите оние врвни писатели, живи и покојни, но за мене панданот на македонскиот Шекспир е Горан Стефановски. Поетика, драма, суштина се основните белези по кои можем да го препознаам, а ние исто така да се идентификуваме преку него. Горан Стефановски не само што го дишал ова време, тој толку добро го разбирал и минатото, толку убаво го разбирал минатото затоа што навлегол во духот на овој народ, во македонецот, и тоа не само во некој, не мислам на оние фолклорни, туку оној просветлен дел кога македонецот почнува да мисли, кога почнува да резонира, кога почнува да перцепира, кога во него се буди бунтот, он го бара тој бунтовнички емотивен дух во него на суштината на нашето општество, проследено како една нишка од денес па наназад колку може. И навистина Горан Стефановски е премногу непризнаен. Го примевме ние во Македонската академија на науки и уметности и на некој начин во последен момент се извадивме и разбравме дека навистина ќе беше голем резил за нас како општество ако он не беше таму, барем еве како една институција каде он заслужува да биде. Неговите представи кои ќе останат незаборавени, филмувани, поставувани на театарски сцени, ќе бидат evergreen. Затоа и велам дека ќе биде македонскиот Шекспир. Мислам дека нема дело што не може да се екранизира или постави на сцена, или да се направи дури и мюзикал, да се направи дури анимирана серија. Толку е слоевит, толку е модерен во неговиот израз и мислам дека ќе биде вечна класика. Но покрај тоа што Горан Стефановски како млад не можев суштински да го разберам, затоа што неговиот светоглед, неговиот космополитизам, но и неговата длабочина да навлезе во суштината, и то не само на еден лик, туку во сите нас, е толку голема, што е потребно навистина искуство, што е потребно, знаеш, луѓе ќе го изгледаат, ќе го прочитат, аха, го разбирам.
Знаеш како има еден друг американски филм, вика, ти не знаеш ништо за Джеймс Браун. Како не знам, ја го слушам Джеймс Браун. Вика, да, ти го слушаш Джеймс Браун, но не можеш да го чуеш. Има една суштествена разлика, знаеш, секој чита, и секој ќе разбере, ама нема да свати. Или секој ќе свати, ама нема да разбере. Но ако сакаме да го разбереме Горан Стефановски, сакаме да разбереме, и тоа многу е добро што знаеш ова за младите генерации. Кога ќе го видат ова, а потоа го читаат Горан Стефановски, мислам дека ќе им биде многу порозно неговото дело. Не ќе морат да се мачат со анализа, самоанализа, неговите синкопи, она малце кршењето на ритамот или понорницата на водата, на живата вода, до каде иде, дал можеш да ја следиш на неговата реч. Мислам дека една од најдобрите работи што новите генерации, камо ја да можев први ова да го видам, па да ги прочитам сите негови дела. Но добро е, со годините човек иде малку во заборав и ќе го изгледа ова и ќе прочита повторно дело од Горан Стефановски и работите добиваат тируриру. Ова е неговиот говор на приемот негов во Македонската академија на науки и уметности. Никој не ја пушта, нигде не се врти, затоа што нема причина, не е кликбейт, не лепи гледаност, не лепи партиски поклучи, браво оној, уа оној, туку е над сето тоа. Горан Стефановски, говорот при прием во Македонската академија на науки и уметности. Од секогаш сум сакал да можам вода да се напијам на говориш. Пред се многу ви благодарам на сите кои дојдовте во така голем број, на скапите и почитувани гости, чии имиња веќе беа споменати, на Петри Андреевски за неговите топли зборови. Жал ми е што Цветан Грозданов од здравствени причини не е тука денес со нас. Прв пат влегов во оваа зграда пред 20 на години. Работев на филолошкиот факултет како асистент по англиска книжевност и често поминував покрај Мани. Еден ден одидов на пријавницата и ни повеќе ни помалку побарав да го видам Блаже Конески. Бев и самиот изненаден од таквата одлука. По неколку минути Блаже Конески се симна долу, беше љубезен и спокоен. Разговаравме 10 минути и воопшто не се сеќавам зашто. Веројатно се обидував да го импресионирам. Сеќавам на една друга, побитна работа. Од некакви причини сметав дека имам право на тој човек, дека тој седи таму и ги застапува моите интереси и дека можам кога сакам да се повикам на него. Тоа беа времења кога мислев дека тоа што го правам има некаква заедничка смисла и важност. Потоа следеа долги посни години, ми се чинеше дека се што знам некако се има истумбано и истркалано во калта, дека работите веќе немаат заедничко значење, дека часовниците се враќаат на нула, дека меморијата се брише и ревидира. Некој праша, ајде да видиме сега. Со тешко срце се обидував однова да се измислам, да живеам во анонимност, да се лишувам од собствената важност. Дотолку повеќе ми израдува веста дека сум избран за член на МАНУ, значи не било точно дека баш никој не сметал на нас.
Фрлам поглед наназад на последниве 5 децении и гледам дека сакал јас или не, работите зеле некаков тек, се наредиле во оној образец познат под името судбина. Што ми е така, може би е време да се поднесе некаква сметка, да се направи рекапитулација, инвентар. По време на продавниците пишува затворено, правиме попис. Дозволете ми да кажам овде некој збор за приказните, за нивната смисла и значај, за материјалот кој се прават, за тоа како се често смешно и тажно и опасно спротивставени една на друга. Еве неколку приказни од детските денови. Имам 8 години, живееме во Прилеп, во удобен стан над аптеката на главната улица. Градскиот саат ни е веднаш до влезот на зградата, топло, густо, лепливо, августовско попладне. На улиците нема знаци на живот. Сам сум, татко ми, мајка ми и брат ми се веќе во Скопје, секој ден треба да се селиме, да дојдат по мене. Ми предстои патување. Во еден миг ја гледам својата иднина, линијата на се што ќе ми се случува. И тој миг трае и трае, како временска дилатација, како стоп кадар во кој се вклучени сите мои подоснежни години. Тоа е најдолгиот момент во мојот живот. Се гледам себе си јасно во контекстот на некој голем свет кој допрва ми предстои и кој како некако повторно да се враќа на таа точка од која се уште не сум пошол, точка која е истовремено и исходиште и утока. Приказна втора. Слава Свети Никола во куќата на баба ми Јалтана и дедо ми Стрезово де Вармаало. Тука се чичковците Круме, Иван, Миле, Ристо, стрините, братучедите, соседите, пријателите. Ние децата сме облекле волнени чорапи и уживаме во ретката слобода да правиме што ни е кејф. Куќата мирисе на мискојна, сите весело пуштиле грла и отвориле срца. Доцна навечер заспивам среде бучавата, спокојно, топло, сигурно. Татко ми Мирко ме крива во раце и ме носи дома. Здрав студ, снегот крцка под неговите нозе. Патем речено, не верувам дека е случајно тоа што сме денес пак во очи Свети Никола. Приказна трета. Имам 5 години, премиера на македонска крвава свадба во Народниот театар во Прилеп. Никој не ми кажал дека на крајот на представата ќе ја убијат мајка ми Нада. Некој вади кубура, пука во неа, таа паѓа мртва, се спушта завесата, почнува аплауз во публиката, јас плачам. Доаѓа мајка ми по мене, ме убедува дека тоа не е ништо стварно, дека е театар, дека не боли. Но јас веќе не ја верувам, ниту тогаш, ниту подосна, ниту сега, иако е таа одавна покојна. Од тој момент почна мојата фасцинација со тоа што е стварно, а што е привид, што е кулиса, а што е сцена. Четврта приказна. Како дете, многу се плашев од приказната за Силјан Штркот. За мистичната метаморфоза на човек кој се оттиснува од својата фамилија и поаѓа на аджилак. Му се случува бродолом, морето го испрла во некоја пуста земја, станува Штрк, осуден да помине цело лето на оджакот од својата куќа, гледајќи својата фамилија која не може да го препознае. По многу перипетии, Силјан повторно станува човек, се враќа дома и им раскажува на домашните за неверојатните доживеалици. Со години не можев да ја најдам митолошката матрица на оваа приказна. Ми личеше на библиската парабола за изгубениот син. Мој професор Бркич ме предупреди дека изворот можеби не е христијански, туку ориентален. Пишувајќи ја пиесата Црна дупка во 85-та година, предпоставив дека Силјан можеби не се престорува во Штрк, туку станува невидлив. Тогаш не бев сигурен за што е таа пиеса, за смрт, лудило, сон или оргазам. По 92 година неколкуина ме прашаа да не е тоа можеби драма за граѓанска војна. Сите овие приказни, примери, слики, се дел на мојата длабока, лична или ако сакате лирска приказна. Но лирскиот принцип редовно се судира со епскиот принцип, натрешниот живот со надворешниот. Нашата волја се судира со волјата или индиферентноста на другите. Доаѓа до контраприказна, до конфликт, до драма. Моето име и презиме, кои се крајно едноставни во мојава средина,
Во Велика Британија се предмет на забуни. Кога ќе кажам како се викам, на шалтерите им се тресат раците, не знаат што да напишат. Ги собирам писмата кои ми стасуваат со погрешно напишано име и презиме и веќе имам завидна збирка од 50 екземплари врамени под стакло. Ги гледам повремено како проста и жестока илустрација на две спротивставени приказни. Стефанокси, Стефановски, Стефанобски и така натаму, да не отворам уста. Друг пример. Тестатурата на мојот компјутер има разни англиски слова кои се сосем неупотребливи во мојот мајчин јазик. Дупло В, Q, Y. Но тие сепак се корисни. Ако притиснам дупло В, добивам наше њ. Ако притиснам Q, добивам Л. Ако притиснам Y, добивам З. Значи, требало само малку концентрација. За да добијам Ќ, притискам десна заграда. За Ш, лева заграда. Но морам да внимавам, затоа што поради некоја мистериозна причина, ако побарам голема буква, добивам мала и обратно. За буквата Ч притискам знак на честичка, но при тоа со копчето за голема буква притиснато, зашто ако притискам како мала, ќе добием Ж. Ако напишам И, компјутерот автоматски ми ја пишува како голема буква, затоа што во англискиот јазик буквата И кога е сама се чита I и значи јас. И така, пишувањето на мајчиниот јазик е постојана битка со некаков глобалистички аждер, некаква мултикултурна пеколна машина, која додуше ги содржи и моите перформанси и волна е да ми ги даде, но само ако ги побарам под специјален визен режим. Секој македонски текст, компјутерот автоматски ми го подвлекува со црвена боја како граматички сосем неисправен, скоро илегален. За ова драматично триење на приказните пишував неодамна на Светскиот ден на театарот. Сите живи суштества се раѓаат со инстинкт за преживување. Пајаците, за да преживеат, имаат совршен вроден инстинкт за ткање мрежи. Луѓето, за да преживеат, имаат совршен вроден инстинкт за ткање приказни. За тоа кој се, што се, од кај се и каде одат. За нас нема ништо поважно од овие приказни. Тие се срж на нашиот живот, столб на нашиот идентитет. Идентитетот е приказна за тоа кој сме, зошто сме и што сакаме. За да можеме да преживееме во суровиот свет, оваа приказна мора да е точна, заснована на познавање на теренот, на длабок увид, на прецизен тлоцрт. Погрешната приказна може скапо да не чини, да не одведе во заблуда, во ќорсока, во смрт. Бидејќи теренот постојано се менува, приказната мора да претрпува постојани уточнувања. Приказната е мапа, ако мапата не одговара на теренот, ние сме изгубени како во џунгла. Уште од деца гладни сме за приказни, преку нив го учиме животот, се подготвуваме за него. Ги учиме контрастите, несогласијата, конфликтите, драмата на нашите животи, црвенкапа наспроти волкот, доброто наспроти злото, љубовта наспроти омразата, вистината наспроти лагата, Хамлет наспроти Елсинор, Силјан наспроти конјарите. Имаме насочна потреба да ја развернеме приказната за себе, да се огледаме, да се препознаеме, да се окуражиме. Копнееме да ја споредиме нашата приказна со други приказни, да испитаме кај сме исти, каде слични, а каде сосем различни. Бараме мајстор раскажувач, кој ќе ги протолкува знаците, ќе ги симне маските, ќе ги поврзе причините и последиците, ќе понуди патокази. Едно е јасно. Ниједна култура не може да обстане без точна, снажна и автентична приказна. И не само тоа, културата е токму таа точна и снажна, автентична приказна. Театарот е моćна работилница и погон за приказни. Во театарот приказната не се раскажува, туку се покажува. Таа е сега и тука пред нас на дофат. Театарот е мегдан, на кој го остриме алатот на нашата приказна. Разбој на кој ги ткаеме незините конци. Тука го вежбаме мускулот на нашата свест и совест, го уточнуваме нишанот на нашата акција, ја ставаме на вага нашата историја и судбина, ја покажуваме нашата приказна, нашата вистина за тоа кој сме биле, кој сме и кој сакаме да бидеме за однапред.
Сето ова лесно се голта како теорија, но тешко се спроведе во пракса. Домашниот лирски есап не излегува лесно на комерцијалниот епски пазар. Летово во Висбаден на театарско биенале се најдов на вообичаена тркалезна маса со представници на Албанија, Кипар, Турција, Грција, Бугарија. Се мажи со бради, балканска тевавија. Некој новинар од Франкфуртер Рунгшау почна со стереотипни и малумни прашања како вие гледате Европа. Прашав зошто постојано ме сместуваат во истото друштво. Зошто никој не ми поставува цивилни прашања, нема интерес за мојата епизода оној август во Прилеп, за славите во мојата фамилија, за мајка ми во улогата на цвета, за Силјан Штркот. Зошто постојано ме сведуваат на нивната предпоставка за тоа кој сум. Зошто ми подметнуваат нивна приказна за тоа која е мојата приказна. Зошто е тоа единствениот простор кој ви го оставаат за дискурс. Си велам, ти нема бегање од македонското прашање, поголемо е од тебе, те следи како судбина. Одам пред некој ден на вечера во Кентербери, окружен со сити и комфорни пријатели и познаници од универзитетот во Кент. Некои од книгите кои сум ги читал, тие ги напишале. Парите кои јас ги сонувам, тие ги трошат. Мојот таван е нивниот под. И седам таму на штрек, со трема, адреналинот ми бие од чело, притисокот кренат, се ребрам пред некаква отсудна битка на живот и смрт. Ич или брич, тргајте ги жените децата овај двобој, македонецот е повторно на испит. Пуштам рогови ко бик, пена ми иде на уста. Но овие се лукави, па елегантно ме ескивираат, како тореадори. Флексибилни се пред мојот гнев. Тука е нивната моќ. Звучи парадоксално, но излегувањето од Македонија се чини одвојување, а всушност е и вид спојување. Можеш да глумиш англичанец во Скопје, во Англија си само македонец. Презрива им држам лекции на овие кои ме прашуваат дали Македонија е Грција, дали зборуваме руски, дали сите сме муслимани, со нив е лесно. Тешко е со оние кои се одлично упатени. А значи тоа таму кај вас државата ви е падната на колена. А значи страхот на корупција. А значи тоа рамковниот договор пеколна машина. А значи грците не ви го признаваат името. Се разбира најлесно е кога ме фалат. Добар ви е оној Милчо Ланчевски, оној Симон Трчевски, оној Владко Стефановски. Јас климам задоволно со глава, па да, природно се подразбира. Еден од нив ми е и брат. Најстрашно ми е кога никој не допира ни една од моите теми. Се чувствувам излишно и осуетено. Кога бев млад човек, така доаѓам во Белград. Нестрпливо сакав да патам кавга, сега и овде, веднаш и на лице место, да покажам дека не сум инфериорен, дека не сум, цитирам, мрак дојден од југ. Еве ме во Лондон зајапурем како пеливан. Има ли вре овде јунак за мегдан? Дајте да пиеме на вино, бадан ножеви на ракија пиштоли. А Лондон е 12 милионски град, гајле му е за моето јуначење. Веќе сум уморен и пиен, се струполувам во кревет со матна представа дека тоа самиот себе си се предизвикувам, дека си ја трошам силата непотребно, дека сум сам. Веќе сум во депресија, веќе си недостасувам себе си, ме амравка да се качам дома да се сјојдам. Па овде имало многу црнци, арапи, индијци, па каде е поканата столицата? Па ја се очекував чајанки, лордови, дами и бонтон. Значи проблемот не е бил само во светот, туку и во мене. Пред многу години како студент, важно им изјавив на моите лектори Грејам и Пеги дека Кралот Лир не бил баш вистинска трагедија. Тие се свртеа со целосно внимание кон мене и ме прашаа интересно, зошто? Ова ме збуни, како зошто? Зошто ме прашуваат зошто? Зарем не е доволно што им кажувам така крупна работа, па уште сакаат и аргументи? Зарем не ми веруваат? Сватих дека мојата способност за критичко мислење е кревка, дека може би имам некаква интуиција, но немам критички апарат да ја одбранам. Тие стрпливо чекаа одговор. Па јас во гимназија добивав петки само затоа што на стратешки места во лектирите ќе уфрлев по некој странски збор. Се беше базирано на шарм, на блеф, на еротика. Разговорите беа поле за лесна импровизација, духовита размена на импресии, без обврски, кому иде, удри и уби, само нека е весело. Наши сме, па велки нема сега да се испитуваме како во полиција.
Наместо да им кажам не знам или ќе научам, јас се свртев темата на друга страна, само за да царува мојот инает, да ги држам во неизвестност, да се прашува каква ли тоа гениална идеја имав која не им ја соопштив. Но ме замислија. Научив дека треба да стојам за тоа што го говорам, да не издавам лажни меници, да не му правам бајрам на умот. Осветата ме стаса подосна кога и самиот станав наставник, па студенти слични на мене на прашањата зошто креваа на меници. Како зошто? Така, од инае, за џабе. Ме прашуваат во Шведска прашање на кое чекаат прост одговор со да или не. Ќе дојдеш ли вечер? Имам главинска потреба да кажам и да, и не, и може би. Како што обично правам и како што обично ми прават дома. Ајде да се пречуеме уште еднаш. Зошто да оставам траги јас, номадот? Зошто да се обрзувам? Зошто Агата да знае кај сум, па да дојде да ми ја скине главата? Моето племе специализирало заметнување на траги. Тоа е сјајна чаршиска техника на преживување, но така не се пишува академски труд, така не се води рационална политика, така не се прави модерна држава. Епа сега малку за чаршиската приказна. Чаршијата верува дека светот и историјата ја заборавиле и турнале настрана. Па и таа ги има турнато настрана и светот и историјата. И така е вечна. Чаршијата го смета светот за одроден и корумпиран, а себе си се смета за негова чиста суштина и душа. И за да ја сочува својата чистота, чаршијата одбива да делува, таа мирува, се препушта, не учествува во светот, само го сеири. На светот му вели да, само кога зема од него, например бескаматни кредити на грејс периоди. Но на истиот тој свет му кажува одлучно не, ако тој почне да прашува како ги троши парите. Па нашите дубари се обштествено корисни, тоа е наша домашна, патриотска плячка, нежна, со дикат. Тешко се објаснува на неупатени луѓе од страна. За ова ги бива нашите бандити. Но око не им трепнува, додека нивните белосветски колеги ги демонтираат од корен темелите на нашата приказна и инсталираат своји наративни работилници. Па тој што ја плаќа на рачката кажува која песна ќе се пее, ние тераме бизнис, вие културњаците се за да ја штитите приказната. Види мајката. По време на чаршијата ќе дозволи некој да иска на некој учител, старец со бела коса или келат, гласна совеста, некаков романтичен призрак, некој кој нешто паметно ќе пцали, а таа ќе се прави дека посрамено слуша, па потоа пак ќе се врати на своите малски игри без граници. Чаршијата секако му зела мерка и му дошла доак и насилјана. Таа љубопитна има увид во се памет и ништо не заборава, има последен збор, за се има капаче, поговорка, ишарет, марифет, секого има прекор, да не се занесува многу. Цилян секојдневно се јавува на рапорт, понекогаш сака да е сам, па чаршијата му вели не се двојот Бујко ќе ти јади волко, ако сака да си оди од мене, му вели кај ќе одиш, сега знаеш кај ќе одиш? Ако каже дека има работа, му вели каква бе работи се и тук. А Силјан е и таен поет, па мора да пишува скришно, кога никој не го гледа. Чаршијата тера мајтот со Силјан, како што тера мајтот и со светот и со животот сам. И ете го Силјан во мејана и тој сеири ги начекува на зад минатото и иднината, открива дека се околу него е завера, дубара, лага, дупли пас, дека ништо не е свето. И тоа не само во односите меѓу луѓето, туку и во светот сам, во екзистенцијата сама. Светот е привид, збир на привидни ставови и привидни чувства. Тоа е нужно вештачки и тоа е добро, затоа што ми е вештачки, тогаш не е трагичен, тогаш не е боли. Цијан заминува на својот аџила, каде преживува бродолом и серија внатрешни земјотреси, се враќа дома, седнува на истото место, во истата мера, со истите луѓе, среде истиот сирџички муабет и никој не знае ни кај бил Силјан, нити што правил, нити ги интересира. Тие знаат дека светот е фатаморгана, дека космосот е закривен, дека патувањето не е можно, а ако Силјан сака нешто да каже, му велат, што ќе ни кажеш, джанам, знаеме се. И така кругот се затвора, кај беше никаде, што правеше ништо. Кундера во еден свој есеј расправа за осветата која чаршијата му е смислила на Одисеј, кога овој се вратил дома во Итака. Му расправаат за сето им се случило во годините на неговото отсутство, но никој не го достоја со прашањето да го праша што тој правил под зидините на Троја.
Не го прашуваат ни за Ахил, ни за Хектор, ни за Пријам, ни за Хикува. Не го прашуваат ни за Кирки, ни за Киклопот, ни за песната на сирените, ни за мачното 10-годишно лутање на патот за дома. И лелека Силјан кај Цепенков. Јас сум во една пуста земја кај што петел не пејт. Кешки со пушка да бев убиен, во оваа пустелија ќе умрам и орли, врани, места ќе ми јадат. Зер долна земја ќе биде оваа. Тешко е кога е човек странец во странство. Но уште потешко е кога е човек странец дома. Најстрашни се оние времења кога самиот дом се претвора во туѓина, во дженен, во јабана. Кога човек е на своето огниште, а саштисан и отуѓен како змија да го полазива. Кога е внатрешно раселено лице. Кога тъгата не е поради отсуство, туку поради присуство. Кога седи среде куќи, а не може да си ја препознае домата. Во 80-тите години, секој моје доаѓање во Прилеп значеше одседнување во хотелот Липа. Хотел граден по сите принципи на синдикална приказна. Богат социалистички конструкт, работничка утопија, блескав синоним на братство и единство. Сјајно лоби, огромен ресторан, во кој на човек во некако сван да нарача ширдан или тавче гравче, кој онака ги нема на листата на јадење. Заменети се со аргентинско чураско и киевски шашлик. Некаков лажен есперанто универзализам, фалсифицирана пропусница за измислена Европа, без врска со било каква органска македонска традиција. Бев лани во Прилеп. Хотелот Липа под стечај, затворен, полн со леваки. Се сместив, или подобро ме сместија во нов, штотоку изграден приватен хотел, граден по сите принципи на европската приказна, како што денес ја замислуваме кога ги гаиме придобивките на капитализмот. Добив почесен огромен апартман од 100 квадрати. До самиот влез джиновска маса со 8 кожени фотели. Дебек, тука ќе држам со старци. Ако сум мафијаш, ќе го делам пленет. Во аголот бар со високи столици, витрини со празни картонски кутии за виски. Кревет со огледало, ала Джеймс Бонд. Тешки завеси како во будоар. Правено со најдобри намери, горбечијата се вратила од големиот свет, сакал да го увезе и внесол студени, празни, кич форми. Тука на вистина умрела душата. Дали да плачам или да се смејам. Камо черги, мутафи, јамбојли, штици. Тоа би била вистинска европска сензација. Каде е мојот Прилеп? Низ прозорец гледам нанижени тутуни, го гледам маркукули и тука сум и не сум тука. Во Дебормало иста приказна. Се градат висококапни кутии за чевли на места кај што биле куќарки со дворови. Според кој план? Која приказна? Каде е моето Дебормало? Дали ќе градиме од корен лажно ново? Дали ќе градиме од корен лажно старо? Кај ни е вистинската куќа? Кај ни е домата? Летоска имавме немили настани по повод слушките вежери на поезијата. Настани кои се уште не се разрешени и чии последици долго ќе се чувствуваат во нашето културно и општествено меко ткиво. Настани врзани со нашето поимање на поимите куќа и култура. Во секоја традиционална македонска куќа секогаш имало соба за гости во која никој од домашните не влегува. Во таква куќа растев. Животот си се живее во кујна, таму се готви, таму се јаде, таму се пишуваат домашни задачи, таму е секогаш топло. А гостинската соба е темна, празна и студена. Овој концепт на куќа ја има за урнек приказната и културата на граѓански салон, во кој гостинот го држиме на дистанца. Му го прикажуваме нашиот живот како излог, како репрезентација, како параван, за кој го криеме срамот од нашите секојдневни животи. Не е ли време да ја споиме гостинската соба со кујната? Да ги примиме гостите на свој терен? Да им го дадеме да јадат тоа што и ние дента го јадеме? А не да им простираме нешто за кое предпоставуваме дека е нивен терен, а по кој сами да се тетеравиме како на стаклени нозе? Не е ли време и ним и себе си да си кажеме, евене, ова сме ние? Да се прифатиме, да се споиме со себе, да се видиме прво кој сме, пред да смислуваме кој сакаме да бидеме. Културата е секојдневната технологија на нашиот живот. Тука се гледа како на дланка длабоката структура на нашиот општествен договор. Кој носи, а кој меси, кој готви, а кој јаде,
koji mije sadovi, a koji spije posle ruček, koji nareduva, a koji služi. Ние сме освесен и несвесен расхол и со светот и со себе самите и внатре меѓу нас, во безпоштетна борба, нетрпеливост, отровна пизма, мерење на се низ двојни аршини. Приказната за Силјан, Штркот е приказна за таквиот расцеп, за изгубеност, за лутање, за неснаоѓање, приказна за травма и за слом, накусо речено приказна за криза на идентитетот. Силјан е проколнат. Синко, пилци да се сториш и од куќава наша да одлеташ, та в поле да појдиш, по трњето да стоиш и еден друг да се бараш, та да не можеш никогаш да се најдеш. Понекогаш ми се чини дека и нашава држава, како и пилците сиве и чуле, се слуша како пее, ама некако не може докрај да се види, да се најде, да се гушне, да се исцели, да се смири. Но да се разбереме, Силјан Штркот е и приказна за иницијација, за храброст, за подвиг, за себе наоѓање. Пример дека отуѓеноста може да се надмине со волја и работа, дека изгубената невиност може да се надомести со зрелост и искуство, дека ликот може да се поврати низ болна метаморфоза на ново раѓање. Од судирот на лирскиот и епскиот принцип се раѓа новиот драмски издржан Силјан. Човек кој не се само сожалува, туку ја препознава својата вина и ја презема одговорноста за својот живот. Доста веќе за болеста. Сите ја знаеме, сите сме сити од диагнозите. Постојано ја чепкаме и ја отвараме раната, тешко ја поднесуваме болеста, затоа што знаеме што е здравие, затоа што сме горди и затоа што копнееме да најдеме илјач. Еве некои од состојките на нашата приказна, на кој сум јас длабоко горд. Горд сум на нашиот жив принцип на парадоксалност, антилогика, не како ирационалност, туку како принцип на живот, слобода на итарпеовска јуродивост, итрина, снаодливост, слобода на глупоста, обратност на перспективата, свест дека животот не може да се свати со ум, ниту може рационално да се исцрпи неговата смисла. Горд сум на нашите ритуали на живење, фамилија, прочка, слава, амкање со јајца, прегрнување, отворена емоционалност, прифаќање, помирувачка моќ, игривост, телесност, тактилност, затварање очи на песни, зурли и тапани, сарма, лубеница, пинџури, бурек, внатрешни лавиринти на заедништво и кругови на љубов, некаква постојана детска радост и возбуда околу мали нешта. Горд сум на светата строгост и сведеност на нашите икони и фрески, кај и да чепнеш палимпсести на раскошен дух, ризници на заумна уметничка артикулација, божествена патина. Горд сум на нашата сериозна историја на паметење, питомост и кроткост и почит за различноста, талмуд школи во Скопје и Битола, мудрост на соживот, известна историска резигнација и зрелост, увид дека животот е сериозна појава, дека има смисла да се зборува само за метафизика, само за смислата сама. Горд сум на нашата жилавост и покрај сиот нарушен идентитет, заврзани раце, крпава уста, обезличеност и распарченост, жив сум и гладен сум за живот. Знам дека ме има, според нападите со кои работат да ме снема. Знам дека сум, според упорноста со која се трудат да не сум. Мојата жилавост излегува од аванот во кој ме толчат и од тиганот во кој се крчкам. Докато тој аван и тој тиган се моите места на моќ. Се разбира, овие македонски работи се меч со две острици. Термините кои ги употребувам се контаминирани, можат да налијат масло на оган. Страста која имаме и отров и храна, може да не го стопли домот и да ни ја запали куќата. Погонско гориво за љубов и за омраза. Нашите најдобри особини лесно знаат да не го свртат грбот и да работат против нас. Но во нашите проблеми се нашите решенија, дето цепенко не учи, кај што паѓа човек, таму и станува. Некој збор за нашата историска приказна. Лани славевме 100-годишнина од Илинден. Илинден и Крушевската република се една од нашите најголеми приказни. Тие се нашата мета нарација. Зошто оваа приказна така жилаво обстојува и не обседнува? Несомнено затоа што не уверува дека иако сме мали, можеме да кренеме глава, да пуштиме глас,
da izboриме право на своја историска судбина. Со еден збор дека сакаме да ни има, дека имаме волја за себе самите. До пред 10 години Македонија беше во Источна Европа. Значи, како така, сепак во Европа. Но таа приказна се распадна и Источна Европа веќе не постои. Ние се најдевме само на Балканот и тоа во неговиот западен дел. Некако потурнати во третиот свет, не само некомплементарни на Европа, туку и некако спротивставени со неа како ориентален преврзок, како темно огледало на кое таа ги проектира своите стравови. Тоа е нова, грда и опасна страница во приказната. И како сега да се мислиме себе си? Како одново да се европеизираме, кога Европа се пази да не се балканизира? Како да се видиме, да се измериме, да поставиме диагноза, да го наместиме нишанот? Водиме тешка и исцрпувачка дебата по овие прашања. Едни велат исклучиво Европа е виновна за нашата положба, треба да се сврти грб на таа блудница, можеме без незината отуѓеност и јаловост, ние сме во однос на неа, органичност, потенција и спонтаност. Други велат исклучиво ние сме виновни за се, треба да се свртиме грб на самите себе си, да и бакнеме рака на Европа, да и појдеме у пекарка со првиот авион, со карта во еден правец, само подалеку од овој хаос, во однос на кој таа е ред, богатство и чистота. И двете позиции се инфериорни. И само го подхрануваат европското екзотично клише за нас. Во првата приказна ние сме наакани, само бендисани бабаити, а во втората лигави некритични епигони. Двете приказни меѓусебно се исклучуваат, нудат или се или ништо, или пекол или рај, и ништо помеѓу, никаков овоземски живот. Тие се малодушни и се темелат на негативна идентификација. Не знам точно кој сум, но точно знам кој не сакам да бидам. Тие приказни се мрзливи, пасивни, избегнуваат анализа, работа и одговорност и малодрамски тврдат дека заслужуваме повеќе. Но во политиката, како и во бизнисот, не го добиваш она што сметаш дека си го заслужил. Туку она што ти успееш да го избориш, да го испазариш, да го договориш. Демократијата е постојано и стрпливо пазарење со оние кои не мислат исто како тебе, со оние со кои си објективно спротивставен. Демократијата е преговор, прилагодување, компромис, нешто кој му е туѓо на чаршискиот и на етчески тврдоглав и фиксиран поглед на свет. Оној поглед кој мери ѓутуре, не признава никаква поединечност, оперира како затворен вилајет, кој порадо ќе ги прифати историјата и политиката како судбина и елементарна непогода, отколку како работна обврска и граѓанска должност. Ни треба макотевна работа да утврдиме и ускладиме нашата автентична и суверена приказна. Ни треба остание на визија, волја и ум, на упорен труд, медиумска лукавост и преговарачка вештина. Државите се прават со жртви и крв, но се чуваат со работа и памет. Пред 100 години илинденските херои својата волја за држава ја потврдија со својата автентична и убедлива смрт. Ние денес, нашата волја за оваа држава, мора да ја потврдиме со нашиот автентичен и убедлив живот. Нивната победа беше во нивниот пораз, нашата победа мора да биде во нашата победа. Дозволете ми на крајот да се вратам на поводот на овој собир. Со голема радост го прифаќам членството во МАНУ, надвор од работниот состав, за сега. Ова за мене представува исклучителна чест и високо признание. Тоа го доживувам како оверка за мојата работа од вас, моите современици, мајстори упатени во струката, оние кои знаат и умеат. Истовремено, тоа го сметам и како признание за моите најблиски, за сопругата Патриша, синот Игор и ќерката Јана, за мојата поширока фамилија и за моите соработници. Со надеж за блиска и плодна соработка ви благодарам. Prisutni, ova prekrasna prikazna
koja verujem, че treba mnogo da ja razmišljujeme и размислуваме. Дозволите ми да во името на тие кои го избра нашиот Горан Стефановски за член на ова наша академија, за овој храм на наука, да му доделам дипломата. Су во тоа су Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е не се одлука за зборен почност. Затоа Црвиновски на Република Македонија. Се различни Ще ги разпредели, не знам че Продолжи. ја мислам. Сервиси, сапорт и поддршка и хардверски и софтверски апдейти, све ќе ти дојде да се купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интензивна. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се откажувам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас кога те гледам сакам. Да, знате да уши поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно со словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во
право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смејам? Еве, чизкейк. Може за госпожата? Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Зашто мајка му чисти, пере, готви, татко само седи и пие. Зашто мора на мајка му одменица да барабе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, вика. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и прв пат ке се појави во театар. Конечно да представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа, как луѓе за те, права комуњара е. Ѓорѓи. Да. Ѓорѓи Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? И имам еден брат, абе тие Далтони што вече 40 аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисијата на водниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Имаш една Здраво е тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Нека не ти пие.